Со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Православните христијани денеска го празнуваат Бадника, утре Божик. Еден од најголемите христијански празници. Во речиси сите места низ Македонија се организираат разни манифестации. Па така во Скопје ќе се организира 33-та манифестација Бадник 2026. А веќе неколку години најмладите ги формираат и Бадниковите поворки. Во дел од традицијата на граѓаните, особено во скопските мала, ден пред Бадник организираат и обнови. На еден начин можност за собирање и за одржување на традицијата. Традиција која со векови и не обновуваме стално секоја година, така. Па ова е најубавото нешто што може. Сега се родил Христос, така да тоа е нешто најсвето за нашиве православни христијани. Како домаќинка вие се подготвувате ли за за Божик? Да, се подготвуваме. Сега денеска направив нешто, поутре друго, за утре вечер, така да масата ќе биде пуна. Заострена реторика меѓу Македонија и Бугарија на почетокот на годината околу акцијскиот план за правата на заедниците и прашањето за јазикот. По изјавата на премиерот Христијан Мицковски реагираше бугарското МНР избегнувајќи го терминот македонски јазик, на што Скопје возврати дека документот е изработен согласно европски стандарди и на македонски јазик. Македонија и Бугарија ја стартуваа годината со заострена реторика. Загрижени сме за измислените тези на македонските власти. Документот за заедниците не е спор помеѓу Скопје и Софија. Вака бугарското МНР му одговори на премиерот Мицковски, кој вчера рече дека акцијскиот план за правата на малцинствата и заедниците бил одбиен од Бугарија бидејќи бил на македонски јазик. Сепак и во реакцијата на Бугарија се избегнува користење на терминот македонски јазик, а наместо тоа стои фразата достапен јазик за граѓаните на Северна Македонија. Прашањето на кој јазик треба да биде планот за правата на заедниците што се очекува од Северна Македонија е внатрешно прашање на соседната земја и не е тема на односи помеѓу двете држави. Документот ќе го спроведуваат токму незините институции кон сопствените граѓани и логично е дека треба да биде на јазик достапен за нив. Изборот на Скопје да им го представи нацртот на овој план на своите граѓани на англиски јазик е тешко да се објасни, особено ако се има предвид да се спроведе документот, стои во реакцијата на бугарското министерство за надворешни работи. Од македонското МНР пак појаснуваат дека документот е изработен на македонски и англиски јазик од домашни и меѓународни експерти, содржи јасно дефинирани мерки, рокови и надлежни институции и е според највисоки европски стандарди. Загрижува фактот што наместо да биде поздравен како конструктивен чекор напред, документот е предмет на апстрактни и неосновани коментари од страна на Бугарија, што не придонесува за градење доверба и добра верба помеѓу двете држави. Наместо неаргументирани коментари од нашиот сосед, очекуваме европско однесување, меѓу другото и по однос на целосната почит и признавање на македонскиот јазик, посочуваат од македонското МНР. Обвинување на оваа тема денеска си разменија и партиите. Од СДСМ велат дека власта намерно ги кочи евроинтеграциите. Зошто прашањата со Бугарија за македонски јазик се отвораат сега кога се затворени во Европската унија, како што веќе многу пати кажавме, затоа што ВМРО намерно го стопира процесот на евроинтеграција и намерно измислува теми како последната со Бугарија, стои во соопштението на СДСМ. Среќа што СДС не се на власт. Инаку ќе бевме кандидати за влез во Европската унија како малцинство во Бугарија, кое зборува бугарски јазик и има бугарска историја, возврати од ВМРО-ДПМН. Но затоа и не се на власт, затоа што граѓаните ја дадоа поддршката на ВМРО-ДПМН, партија која ќе ја внесе Македонија во Европската унија без да се погази волјата на граѓаните. Наместо најавениот диалог по нова година за надминување на спорот помеѓу двете држави, Скопје и Софија и натаму си разменуваат остри пораки. Мицковски вчера откри дека изминатиот период имало повеќе иницијативи од европски челници, Франција и Германија, да бидат посредници на вакви средби, но сите биле одбиени од бугарска страна. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Буџетските приходи лани потврдиле за речиси 470 милиони евра, соопшти Министерството за финансии. Од планираните 5,9 милиарди наплатени се 5,4 милиарди евра. Најголемото остапување е кај неданошените приходи. Министерката Гордана Димитриевска-Кочовска вели дека државните институции трошеле средства, но не ги собирале приходите што им припаѓаат на државата.
Додека владата најавува построга контрола, законски измени и воведување на е-фактура за подобра наплата и борба против даночно затајување. Слаба наплата на буџетските приходи, објави Министерството за финансии. Од планираните 5,9 милиарди евра, собрани се 5,4 милиарди, или 470 милиони евра помалку од парите кои очекувала да ги наплати државата лани. Најголемо потврдување има кај неданочните приходи. Министерката Кочовска вели дека речиси сите државни институции кои имаат своји сметки потврлиле, трошеле, а не ги собирале парите. Тоа значи самите газди не си ги прибра своите приходи, а тоа се институциите кои што имаат сопствени сметки. Или ако се вратиме наназад и вака се подсетиме, Државниот завод за ревизија излегуваше со одредени извештаи кои што кажуваш одредени институции не успеле да приберат приходи, дали било за концесии или најразлични основи. Тоа се тие приходи. Јас како министер за финансии ќе притискам и понатаму да се трошат сопствените сметки, затоа што тие не се сопствени сметки на институциите, тие се пари на државата. Потврдување има и кај придонесите за пензиско, иако наплатата на придонесите за здравство и за вработување е 100%. Министерката Кочовска најави дека ќе се испитува зошто е голема разликата во ПИОМ, а законски измени ќе има и кај персоналниот данок во игрите на среќа. Кај данокот на личен доход пак, кој го оствариле граѓаните кои работеле во странство и имаат решение дека таму им е платен данокот, се уште имаат можност да достават доказ во ЈП. За 2020 година даночно решение им пратиле на 11.000 граѓани. Нашиот рок за завршување на постапката беше до 31 декември, односно за донесување на даночните решенија. Тоа е законски рок кој ЈП стрикно го почитува, но имајќи го во предвид фактот дека некои граѓани не можеле во тој рок да обезбедат докази, ние ќе овозможиме на сите граѓани што и сега ќе достават дополнителни докази за данокот платен во странство да ги приложат во управата за јавни приходи. Против даночното затајување и подобра наплата на даноците стартува пилот проектот за електронска фактура. Петрова ги повика сите IT компании и фирмите кои имаат сопствен софтвер да се приклучат во првата фаза која ќе трае до третиот квартал годинава. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. За економските очекувања во 2026 година во тема на денот во дневникот на Сител зборуваше универзитетскиот професор Борче Треновски. Простор да се верува дека 2026 ќе биде година на закрепнување, година на надеж. 2026 година, јас би рекол, умерен оптимизам. Иако се уште стануваат многу прашалници поврзани со 2026 година, она што би го кажал за да почувствуваат и нашите граѓани и бизниси, тоа е доколку стандардот на граѓаните се зголеми, доколку видиме капитални инвестиции, инфраструктура, градење и така натаму, и доколку видиме јавни услуги за граѓаните и за бизнисот кои се стабилни. Го гледаме овај крајниот аутпут кој ќе предизвика некаква позитивна промена. Меѓутоа, прашањето е дека тоа никош нема да се случи автоматски. Значи во 2026 година јако предвидувањето се дека околу 3,8 до 4% ќе биде растот. Меѓународните институции се од 3,2 до 3,5 проекции. Дека инфлацијата драстично ќе падне кон 2,5. Иако се зголемија платите, се предвидува дека тие понатаму ќе се зголемуваат. Веќе ги начнав од овие теми. Се уште остануваат бројни ризици во оваа насока, дали очекуваниот ефект ќе го почувствуваат граѓаните и дали ќе имаме позитивно 2026 година. Иако трендот е, јас ви реков, умерено, оптимистички, ние сме внимателни за тоа што може да се провери следната година. Тоа ќе зависи од повеќе работи, има повеќе ризици. Едно се реализацијата на капиталните инвестиции кои се долго се најавуваат. Меѓутоа не само реализација, колку, како, колку ќе не чини, дали ќе ги направиме со потребните средства. Втора работа е дали фискално ќе останеме стабилни. Колку ќе се задолжиме, под кои услови, дали ќе го балансираме побарувањата за плати, пензии со она што ни е фискалната состојба и фискалното здравје.